пријатели, колеги, членови и симпатизери, главниот фокус го ставивме на темите кои живот значат. Јас се сеќавам и во Бутан за време после тоа на кампањата, но во сите општини во кои што бевме за време на парламентарните избори, 5 клучни ветувања за првите 100 дена, за првите 6 месеци ги кажам. И денеска со чист образ можеме да кажеме дека сите тие клучни ветувања се веќе зад нас и се веќе реализирани. Во Македонија денеска граѓаните заштедија 11 милиони евра заради воведувањето на ефтината тарифа на струја, вкупно. Во Македонија граѓаните заштедија 12 милиони евра само заради укинувањето на радиодифузната такса. 23 милиони евра само поради овие две мерки. Денеска не се во джебот на некоја институција, не се во буџетот, туку се во джебот на секое семејство, на сите граѓани и мали фирми низ државата. Во првите 3 месеци успеавме да ја зголемиме минималната плата на 12.000 денари и тоа дури и за оние кои примаат плата од 8.000 денари. 90.000 семејства низ Македонија имаат малку повисок приход. И ние не мислиме дека со тоа се завршува работата, напротив. Сакаме платите во Македонија да продолжат да растат и затоа редовно ќе ја зголемуваме минималната плата. И на домашните и на странските фирми им го кажуваме истото. Ако исплатиш повисока плата следната година, можеш да добиеш помош од државата. Ние земавме обврска и сметаме дека со заштедите кои што ги направивме, уште во текот на оваа година ќе обезбедиме бесплатно болничко лекување. Веќе од следниот месец обезбедуваме плата за сите кои што се на специјализација, не само тие што се поддржавно, туку и оние кои одат на приватни специјализации, се со цел во здравството да понудиме подобра услуга за нашите граѓани. Извештајот на Европската комисија го кажа тоа што го тврдиме, а тоа е дека Македонија веќе е различна држава, дека е држава на слободни луѓе кои што не се плашат од својата власт, дека е држава во која политичката клима и реалност се променила. Тоа што го добивме како држава, најпозитивниот извештај од целиот регион, ни е влезница да можеме да се надеваме во јуни месец да ги почнеме преговорите со Европската унија, а во јули месец да можеме да добиеме покана за членство во НАТО.